Постојаниот представник на UNDP во Македонија Луиза Винтон оствари работна посета на општина Крива Паланка. Домаќин на Винтон беше градоначалникот на Крива Паланка Борјанчо Мицевски, кој по првичните разговори на повеќе теми од областа на животната средина и промоција и заштита на културното наследство, истакна дека разговарано е за можната поддршка при изготвување и имплементација на проектна документација за повеќе локации во општината. Она што е актуелно свлечиште на потега Дурачка река Станци, кое што е означителен обем, а денес и поминеме и ќе го видиме, немаме ниту проектна документација, имаме само определена проценка, а и немаме доволно средства за санација, затоа што тоа реално е проблем од поширок опсек. Имаме некакви првични согледувања, но сето тоа на терен ќе мора да се види, да евентуално на можност разгледаме како опции што да преземеме во нареден период, затоа што не би сакал следната зима да ја дочекаме со тие критични подрачки, затоа што оваа година реално имавме движење на тлото, а во близината на тоа кај што постои движењето имаме огромен број на домаќинства. По однос на заштита на урбаниот дел имаме проблем веќе Крива Паланка лежи на две реки, Крива и Дурачка река. Потреба од регулирање на овие текови затоа што се случи пред неколку години, тоа се случува многу често да имаме последици од поровни дождови, што се предизвикуваат штети врз материјалните добра на општината и на граѓаните на Крива Паланка. Мицевски и Винтон разговараа за слечиштето во Станци и Дурачка река, но и за повеќе можности за заштита на животната средина, заштитени подрачја и превенција од поплави со уредување на речните корите на Крива и Дурачка река. Со тимот Крива Паланка беа посетени и представени туристичкиот локалитет Калин Камен, каде има потенцијали за заштитени подрачја, станечките водопади на Станечка река, каде има голем потенцијал за развој на туризмот и промоција на природни потенцијали, како и двете реки Крива и Дурачка река, чии што корита треба да бидат соодветно уредени за заштита од поплави. Винтон порача дека, иако не располагаат со голем број средства, имаат тековен проект кој се имплементира со советите и стручните лица кои работат посветено на заштита и превенција од поплави на разни проекти од областа во државата и искуство во справување со водни текови и останати природни ресурси. Kriva Palanka has long been one of my favorite places in the country because of its natural beauty, because of this amazing monastery up in the hills, and because of the rich history and culture. And I'm very pleased to have been here for the opening of the audio guide to the museum, because I think this is one of the first-class museums in the country. And for a town like Kriva Palanka to have this resource means that there's a lot of creativity among its people and a lot of desire to share the history of the town with visitors. So I'm very, very impressed with that. And I'm also impressed with the plans of the community to protect nature while proceeding with economic development. So that's something where the United Nations Development Program is here to provide assistance. Таа при посетата присуствуваше и на промоција на аудиоводич во локалната установа Градски музеј Крива Паланка, каде ги искаже импресиите од градот, кој според неа е еден од низините омилени градови во државата, со добра природа, прекрасен манастир и природни убавини, како и богата културно-историска ризница.